Да секој разговор, кога ќе дојдете во нашето студио, ќе ве прошуваме што е тоа банка за храна. Банка за храна, сите го знаат веќе 13 години. Банка која што се има, само пари нема. А храна, нали, како храна е таа што оние вишоци кои што се јавуваат или донациите кои што ги споделуваат со нас општествено одговорни компании, институции, поединци, се трудиме да на транспарентен и најбрз начин ја доставиме таа храна до крајните корисници, тоа се фамилии и поединци во социјален ризик. А ги има, бога ми. Ранливите социјално загрозени категории на граѓани ја живеат денешницава како и сите останати граѓани, меѓутоа со сето она што се случува на темата храна, поскапување и слично, како тие живеат во овој период? Одма кажам дека очајно, бидејќи бројот на побарувања упатени до нашата организација, секогаш кога и доаѓам и кога гостувам во кај вас и на други медиуми, укажувам на фактот дека ако сме имале одредена бројка на поединци фамилии кои што во текот на неделата ќе се јават 5, 10, 20, меѓутоа сега бројот е огромен, многу поголемо тоа, може би дупло, и одредени, а поготово сега во ова, да наречеме економска енергетска криза, збројот е зголемо на огром. Меѓутоа, па од друга страна, па имаме намалување на обемот на донации, да го речеме количината на донации кои што доаѓаат до нас. Се уште се трудиме да бидеме корисни во заедницата и одговориме на одредени барања, но се потешко и потешко доаѓаме до одредени донации. Иако, за волја на вистината, имаме одредени компании кои што постојано се наши помагачи, поддржувачи во целиот овој процес. Кои се условите, што треба да направи една компанија или еден субјект за да донира? Што треба да се донира? Значи, треба да се донираат најосновните производи. Ние секогаш велиме, дајте ги или оние производи кои што со те се рок на употреба, кои што можеме преку нашата мрежа на организации во 17 општини из Македонија да ја споделиме. Бидејќи не е само банката за храна Скопје, имаме наши партнери, иако за волја на вистината тоа не можеме ние да го реализираме доколку немаме посветени наши партнери во другите градови во државата, каде што дел од одредени вишоци на храна ние успеваме на некој начин да дел од тоа и споделиме со нашите партнери. Бидејќи не е само сиромаштијата во Скопје, сиромаштијата и во Делчево, и во Дебар, и во Охрид, и во Куманово и така. Стигнува ли, еден поттик, ние знаеме, разговараме подолго време, заедно сме секогаш кога имате активности, поттик за оние што би сакале да донираат, стигнува ли на вистинската адреса тоа што ќе го донираат? Тоа е можеби еден од поголемите проблеми во едно кревко општество како нашето. Дали она што ќе се даде, стигнува таму каде што треба? Се согласувам со вас и многу организации го имаат злоупотребено тоа. Организации поединци кои што сакајќи да помогнат на одредена група на граѓани, имаат можеби намерно или ненамерно направена одредена грешка во тој ланец на дистрибуција донацијата до крајниот корисник, но кај нас има едно правило, секој што ќе прими донација или е на списокот на нас и нашите партнери организации или списоци кои што нам не ги доставуваат центри за социјална работа. Имаме дел од тоа слики каде што се споделува храната, но најтранспарентен е списокот на приматели на таа помош. Бидејќи ако делиме во општина центар 150 пакети, тогаш имаме список на корисници кои што тој ден во тоа време иземале пакет со храна кој што е подготвен од наша страна. Како определувате кој ќе добие помош? Ние не сме тие кои што определуваме, тоа се центри за социјална работа, претежно ги користиме како што споменав листите односно пратени од нивна страна. Дел од активностите кои што ни дозволуваат тоа да веќе да посетуваме семејства и во руралните делови, согледувајќи и нашите волонтери од терен, укажуваат на фактот дека одредено семејство од авион се гледа што велиме, дека тоа семејство на вистина е во немаштија. И на тој начин, тоа претежно се случува и тука и во Кавадарци не повеќе, бидејќи благодарејќи на нашите посетени волонтери, они на терен, бидејќи тој е огромна територија како општина, наоѓаат се уште поединци фамилии кои што навистина им треба помош. Законот за донирање на вишок храна е актуелен? Тоа е таа најубава тема, односно најгорка тема. Од една страна е убава, од другата страна е горка. Паралелно со тоа и процесот, ние како организација сме вклучени во тие изработка, односно предлог закони за донирање на вишок храна, но и измени и дополнување на закона за донација и спонзорство, бидејќи тие два закони се тесно поврзани во значајни сегменти од
значење на тој закон. Најверојатно се заклучи последната верзија, тоа е информација од пред скоро месец дена и мислам дека сега законот се наоѓа во владата и треба во скоро време истиот да се номотехнички среди и да се прати во Собранието, каде што ќе треба да имаме јавна расправа по повод тој закон, бидејќи има доста работи кои што основите се поставени, но и секако има работи за кои што и мислам дека и пратениците и другите институции и организации треба да бидат вклучени во таа јавна расправа, каде што на некој начин ќе мислам дека ќе се стави една точка и ќе се почне да со имплементација на истот, не дека одма ќе почне, но сепак се има одредени временски интервали, односно постапки, каде што сите ние како чинители во овој ланец, донатори на храна со компаниите и ние како оператори со донирана храна би работиле. Која е содржината на законот? Кои се точките кои што треба да се истакнат? Законот е да прво да се дефинира што е вишо храна, кој може да донира, кој сака да донира и кој може да ја дистрибуира до крајните корисници и кој може да биде корисник на истата. Очекувате да профункционира тоа кај нас? Да, затоа што законот е, ајде ќе се изразам вака народно прост, едноставен и кој што може да се имплементира секако, напоменувам, доколку се има политичка волја од институциите. Каква е соработката со факторот институција ваша? Па има двосмерна улица, што викам, во комуникацијата, но некако оваа тема, социјална инклузија, се надам дека има прашање што работиме и го поврзуваме со тој дел. Сите ние милуваме тој убавиот збор, да го кажеме, социјална инклузија, но од друга страна таа инклузија или помош што доаѓа од државата, многу пати сме се соочили со тоа дека не доаѓа до сите. Јас велам дека ни едно општество во светот, најбогатото општество во светот, не може да се справи со гладот и не е совршено, се разбира. И да, не е совршено секдека, но ние како ете организации, па дел институциите имаат разбирање некогаш, не секогаш, но имаат разбирање кога се во прашање одредени категорија на граѓани кои што навистина им потребна помош. Македонија е релативно мала земја во светски рамки. Македонија е релативно не богата, туку земја која што има услови, која што има предиспозиции. Според вас, согледувајќи го сето она што е економска слика, општествена слика, може ли во Македонија да се постигне 0% глад? Не може, затоа што ви кажав дека огромен број на жители кои што дојдовме од другите градови во Македонија на некој начин се спастривме во Скопје. Спастривајќи во Скопје, веќе значајна група на граѓани, контењерите се постојана адреса на проверка. Руралните делови останаа празни и затоа ние како организација ќе се трудиме, ние веќе почнавме да го промениме можеби начинот на делување, односно доста дававме риба, еде се да ги учиме како да лова таа риба, бидејќи еднаш се даде риба, еднаш ќе го нараниш. Меѓутоа, ако го научиш да лови, ќе фаќа цел живот и ќе има за себе и своето семејство. Во одредени рурални делови веќе обезбедуваме мали фарми за кокушки и обезбедивме средства за помош на семејства да обезбедат крави, добиток, одредени други, да речеме, алатки и моменти кои што едноставно ќе им помогне на нив самите и дел од вишокот на тие производи може да го пласираат на локалните пазари или преку нас во општеството. На тој начин, мислам дека онаа народната изрека лежи лебу да те јадам, тешко дека и понатака како општество ќе можеме да одговориме на сите побарувања од страна на значајна група на граѓани кои што навистина имаат потреба од помош. Влијае и факторот на оние кои што ја примаат помошта. Кај нив треба исто така да се разбуди свеста или? Кај нив треба да се разбуди свеста повеќе од аспект на тоа да не чека само помош, бидејќи мора да најам, ние направихме на еден млад човек со хендикеп од околината на Радовиш, мала фарма за кокушки, и он велиш, и Даниел се вика, он вели, доста ми од помош. Сакам нешто да работам, да створам покрај оно што државата му го обезбедила, не е битно колку средства, кои што едва и преживува со тие средства. Сакам нешто да работам, да имам дополнително, да можам да ја да преживам и моите блиски, ако имам можности, помогнам и на другите. На тој начин, тие семејства, но секој кој што нема, треба да размисли што можам да и на кој начин може да се вклучи во
општествените текови да придонесе прво за себе па за заедницата. Имате ли некоја таква успешна приказна, Да. како ова што ја кажавте? Да, еве во Радовиш. Како поттик? Да, како поттик и не само тамо, сега во периодот кој следи, во наредната година имаме веќе план 20 на седмица да вклучиме во разноразни такви активности, селски туризам, домашна храна и разноразно, значи веќе имаме да речем да се изразам така, акцентираме подрачја региони каде што тоа би го работеле, а луѓето, бидејќи немаат иницијални средства да го почнат тоа или па немаат некоја визија да направат прв исчекор во тоа што би сакале да го работат, односно што може да го работат, не што сакат, него што можат, бидејќи некој ќе сака многу, меѓутоа дали може, дали има земја, дали има, да речеме, дали е таа плодна земја и ред други работи, или бидејќи стварно руралните делови останаа празни. Актуелни активности на Банката за храна Македонија. Еве, што спомнав, значи на 15 септември имаме и промоција, тя најавина во вашата куќа кој ќе дојде време, меѓутоа сега најавувам за првата, ја викаме домашна фарма, за еден тој млад човек Даниел од Радовиш. Воедно со дел од граѓаните на општина Конче, Делчево и Кавадарци ќе разговараме во периодов да видиме дали истите се спремни за оно што го спомнав, да прифатат една такава иницијатива која што би им помогнале да застанат на своји нозе, сепак да се биде свој на своје, малце овака кажано е многу посимпатично, него чекаме некоја помош. Второ, имаме иницијатива да веќе стигнуваме, ја викам, таа наша мрежа балканска, да формираме, односно да формираме таа Балканска федерација на банки за храна. За почеток ќе бидеме 3 земји, Србија, Македонија, најверојатно и Косово, да понатака ќе видиме, а во периодот кој следи ние продолжуваме со тоа што го работиме, нема, тоа се наши тековни активности. Каква е ситуацијата во регионот? Имате контакти постојано? Да, не помалце, да речем, порозева од нашава, но... Како е во однос на организацијата? Дали се поорганизирани по големи земји се околу нас? Да, има во Србија, да речеме, тамо има неколку банки за храна и благодарејќи на општествената одговорност на, бидејќи они имаат да бидеме и меѓународни брендови, сега да не ги спомнувам, и тие, ако ние делиме, односно обезбедуваме, односно помош од околу 300-350 тони годишно, има 4-5 пати повеќе, додуши поголема земја се не нормално, но имаат друга свест, тие меѓународни компании, ланец на меѓународни компании кои што се присутни во Србија. На Косово се уште е во зачеток целата иницијатива. Во Албанија значително имаат, они повеќе работат со школи. Меѓутоа, тоа е, сликата е таа, сега дека е зголемен бројот на побарувања, посебно во храна, од страна на, бидејќи самата социјекономска криза не е само во Македонија, таа е и во регионот. Сторијата за Даниел, еве од нас понуда, да ја снимиме, да ја регистрираме, да ја емитуваме на нашата програма. Ако сте расположени. Она е веќе документирана, меѓутоа кој ќе го официализираме тој дел... Значи завршено. Да. Па добро, можеме ние од друг аспект да го обработиме тоа, ете. Да. Второ полувреме нека биде како поттик за сите оние кои што треба да се разбуди свеста, да си помогнат самите на себе и оние кои што можат да им помогнат на другите. Ние сме тука да им помогнеме, да ги подтурнеме малку. Значи материјални средства, знаење, умење, значи ги подтурнеме да... Темите се нисцрпни, времето е лимитирано. Душко Христов, Банка за храна, благодариме што прво што постои вашата организација, потоа и што одвоивте време да гостувате на нашата програма. Благодарам на поканата, секогаш се одговараме на вашите повици.